Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, го гледате Newsflash, ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазика. Со вас во оваа емисија ќе биде Јулија Велковска. Договорот САД Северна Кореја за нуклеарната програма на Пјонгјанг дочекан со внимателен оптимизам во Азија. Смртоносно невреме во САД однесе 12 жртви. Започнуваме со блокот вести. Одлуката на Северна Кореја да запре со тестирањето на нуклеарно оружје и балистички проектили од долг домет во Азија беше пречекана со внимателен оптимизам. Американски и севернокорејски представници истовремено јавија дека Пјонгјанг ќе прекине и со други нуклеарни програми, како збогатувањето на ураниум. Вашингтон пак најави дека ќе обезбеди 240.000 метрички тони храна за Северна Кореја. Јапонскиот министер за надворешни работи Коичиро Гемба рече дека севернокорејските отстапки се значителни, но дека се потребни дополнителни напори пред да продолжат шестраните разговори за севернокорејската нуклеарна програма, во кој покрај Јапонија, САД и Северна Кореја учествуваат и Јужна Кореја, Кина и Русија. Неочекуваното и силно невреме што го зафати средниот запад на САД и јужните делови однесе 12 животи. Од торнадо во градчето Харисбург во Илинојс загинаа 6 лица, а 100 беа повредени. Уништени беа 300 домови. 3 лица загинале во Мисури, а други тројца во Тенеси. Невремето причини значителна материјална штета. Американската економија во последните неколку месеци од 2011 забележала побрз подем отколку што порано се мислеше, како резултат на зголемените примања и отворањето на нови работни места. Одделот за трговија ја коригираше стапката на економскиот пораст за периодот октомври-декември од 2,8 на 3%. Изминативе неколку недели во американските медиуми зачестено се говори за воена акција против Иран заради нуклеарната програма на оваа земја. Израел и САД не ја исклучуваат таквата можност кога велат дека сакаат да го спречат Техеран да произведе нуклеарна бомба. Меѓутоа и покрај заострената реторика, сите страни изразуваат надеж дека може да се најде дипломатско, а не воено решение. Во остар контраст на нараснатата напнатост, главните актери во изјавите укажуваат на дипломатско решение. Иранскиот министер за надворешни работи Али Акбар Салехи вели, има две алтернативи – соработка и конфронтација. Иран секогаш инсистирал на правата со оглед на мирнодопската природа на својата нуклеарна програма. А американскиот секретар за одбрана Леон Панета. Има простор и време за дипломатија, но за да се случи, Иран мора да ги исполни меѓународните обврски. Аналитичарите мислат дека санкциите почнале да ја осакатуваат иранската економија. Неодамна главниот ирански преговарач за нуклеарни прашања изјави дека Техеран е подготвен да продолжи со разговорите. Државната секретарка Хилари Клинтон го поздрави таквиот потек. Сепак некои стручњаци не гледаат дека новиот диалог ќе даде резултат. Джеймс Добинс од корпорацијата Ранд. Има преголем фокус на прашањето, медиумско и политичко внимание, така што обете страни не можат да постигнат значителен напредок. И покрај санкциите од Западот, Иран продолжува да работи на својата нуклеарна програма, а врховниот лидер, ајатолахот Али Каменеј, неодамна кажа дека Иран не е заинтересиран да произведе атомска бомба, затоа што земјата не смета дека е моќ да се поседува такво оружје. Израел и САД стојат на ставот дека доколку санкциите и дипломатијата не успеат, воената акција и натаму е опција. Но тоа може да има несакана повратна реакција, наведува безбедносниот стручњак од Институтот за технологија во Масачусетс Джим Волш. По евентуален напад, Иран дефинитивно ќе реши да дојде до технологија за нуклеарно оружје. Во меѓувреме, западните нации продолжуваат со двојниот приод, јакнење на санкциите, но ја оставаат и дипломатската врата отворена. А во продолжение на Newsflash ви ги представуваме филмовите што се закитија со Оскари. Одвојување е филм на иранскиот режисер Азгар Фархади, што доби награда за најдобро странско остварување, приказна за еден брак пред распаѓање во Техеран денес. تو یه دلیل بیار چرا باید بمونی؟ من 1000 تا دلیل برات میارم. یکیشو بگو. یکیش پدرم. من پدرمو نمیتونم ول کنم. Првата сцена е судница, каде тече бракоразводна парница меѓу Надер, банкар и сопругата Симин, лекар.
Симин поднема документи за развод. Сака да го напушти Иран во потрага по подобар живот за ќерката Термех. Но сопругот Надер одбива. Смета дека треба да остане за да му помага на својот татко кој има Алцхаймерова болест. Впечатливо е што додека траат нивните препирки, во ниту еден момент не се гледа судијата. На некој начин, судии се самите гледачи. Иако судот го одбива барањето за развод, Надер и Симин се согласуваат неформално да се раздвојат. Надер потоа најмува куќна помошничка за да се грижи за татко му, но таа не си ја врши задачата. رفتم زود برگشتم اصلا طول زود برگشتی تو چش من واسه دروغ میگی داشت میمرد من رسیدم Во расправија со неа, Надер ја турна. گفت زدیش تو من زدمش پس چه بردنش بیمارستان Помошничката го тужи на суд, дека кога ја турнал била бремена и го загубила бебето. بشه که شما میدونستی ایشون بار داره تو دادگاه از 1 تا 3 سال برات حبس میبره. Улогите во филмот се испреплетени во мрежа на измама и очај. Пейман Моади го игра Надер, чесен, но помалку тврдоглав човек кој не може да се помери со тоа дека светот, каков што го знае, едноставно се распаѓа. Сарина Ферхади е изворена во улогата на 11-годишната Термех, која се одлучува да лаже, само за да семејството остане заедно. Сарех Бајат ја игра помошничката која искривува вистината за да дојде до пари. Драмата на Азгар Фархади нуди представа за општество каде лажењето е грев, но каде луѓето понекогаш се принудени да ја извртат вистината, за да ги заобикуват дубиозните судски процедури, верските етнички кодови и секојдневната беда на живеењето. А во наредната емисија, цените на бензинските пумпи, потрошувачите гневни, политичарите не можат да се договорат кој е виновен. Гледате утре во Ньюсфлеш. Бензинот во САД се поскап, ги тенчи паричниците, трпението. Гледате во утрешната емисија. Го гледавте Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Јулија Велковска од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com или побарајте не на Facebook. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер и гледајте не утре.